да почнеме прво од почетокот, зашто е поднесен од група на пратеници, а не од Министерство за финансии, бидејќи морате вие да разберете дека кога ќе се промени одредена номенклатура на владење, се променува и филозофијата на функционирањето. И затоа што е променета филозофијата на функционирањето и во пратеничката група има луѓе кои што ги знаат работите и луѓе кои што сакаат да ги менуваат работите. Ако не идевме по тој начин на работа, знаете кога ќе се операционализираше почетокот на коридорите 8 и 10D? Никогаш. А знаете кој тоа го заклучи? Американската амбасадорка. Не го заклучи тоа Бојан или другите колеги кои што ги поднесуваат тие закони и за образување на процесот на експроприацијата, и за измена на законот со кој што се дозволи асфалтирање во услови на зима, и асфалтирање во услови преку ноќ, и асфалтирање преку дожд. Тоа не го кажувам ја. Тоа го кажа америчката амбасадорка. Може да го видите интервјуто, каде што кажат, да, се потпиша на договорот, немаше никаков реален напредок, сега има напредок. Ако ние не сме ги поднесувале законите на ваков начин, знаете кога ќе пуштевме и ќе успеавме да завршиме 42 километри експресни патишта и да ги пуштиме за 10 дена? Никогаш. Вие добро сте запознаени за тоа. Ајде малку да ја прошириме хармониката и да зборуваме за тоа. Што има лошо во тоа да одредена група на пратеници согласно уставот, законите и деловникот одлучил дека треба некој закон да се промени? Нема ништо. Па тука пленумот на крај ќе одлучи дали таа измена е соодветна или не, па ние и комуницираме со нашите институции, се договараме, влегуваме во преговори. Ние сме смениле многу закони и дополнително ќе стигнуваат закони кои што ќе дадат во насока на подобрување на животот на нашите сограѓани. Втора работа, јас не знам сега кој би ти е во право. Дали оној пред 2 месеци, кој што идеше по телевизија и обвинуваше, зборуваше у собрание дека не бил поволен заемот, дека 6% ќе била каматата, дека бил катастрофален, дека немало да може да го користат компаниите, па сега да видиме дека државата го понуди тој заем на користење на стопанството со камата од 1,95%. Зошто зборувавте дека ќе биде 6%? Ја вас ве разбирам. Вие имавте можност. 7 години бевте или советник на тогашните премиери или вице-премиер за економски прашања. И ако за нешто треба да ви честитам, тогаш е за вашата храброст. Зошто? Затоа што вие сте единствен кој што доаѓа тука и барем нешто кажува за економските политики на СДСМ. И за законот за јавни набавки, и за другиве закони, гледаме дека се создава шум во јавноста, се обвинува, се лаже, и кога ќе дојде моментот на мегдан да ги соочиме аргументите, или поменуваат со 0 амандмани, и нема кој да дојде тука да ги брани, или на пленарната седница ги напуштате седниците. Ете, кажете ми што од вашето тврдење во овие 6 месеци додека сте мандат пратеник погодивте. Еве јас ќе ви кажам, ништо. Ништо не сте погодиле. Еве да ви ја кажам 2024 година. Кога вие ја напуштите вице-премиерската позиција, 1% имаше раст на бруто домашниот производ. Последниот квартал 3% има раст на бруто домашниот производ. Затоа друг пат кога веќе обвинувате, јас сваќам дека вашата болка е унгарскиот заем од Ексим банката, кинески беа парите, ваква каматна стапка, наква каматна стапка, гледајте и учете. Имавте шанса, ништо не направивте. Се менува економската филозофија, доаѓаат промени на нештата кои што ги гарантираат економски раст. Благодарам.